мои пријатели, еве не и ова утро во ресторанот, во нашиот домаќин, денешен на гурманските приказни во ресторанот Ден и ноќ. И денеска ќе раскажуваме една извонредна приказна за еден извонреден производ, значи за еден производ на природата, за сливите. А зошто ќе раскажуваме за сливите? Буквално од една проста причина, за тоа што ќе готвиме свинско филе со суви сливи. Но нема да разговараме за свинското филе, многу мина од вас знаат, нели, да не речам сите, што е свинско филе и колку се користи во нашата исхрана. Ќе раскажеме малку за сливите, посебно за сувите сливи. Научно е докажано со последните истражувања, посебно од американските научници, дека сувите сливи, односно внесувањето и конзумирањето на 10 до 12 суви сливи во исхраната на човекот е едноставно максимално позитивно и она што ќе овозможи добро здравје на секој човек. Морам да кажам исто така дека сувите сливи содржат многу антиоксиданси. Антиоксидансите се оние материи кои што оневозможуваат создавање на слободни радикали, а слободните радикали се оние кои што ги оштетуваат здравите клетки. Дефинитивно, сливите имаат многу антиоксиданси и затоа треба да се користат во исхраната на човекот. И најважно на крајот да кажеме дека покрај тоа што делуваат на дигестивниот тракт, тие делуваат одлично и на кардиоваскуларниот систем. Односно, сливите, сувите сливи го намалуваат холестеролот. Затоа јадете ги суви, односно свежи на некој начин, или приготвени заедно во исхраната, во джемови, пеквези, мармелади, сладка и така натаму. А ние денеска ќе јадеме свинско филе со суви сливи. Да видиме како се приготвува. И драги мои пријатели, и ова утро сме заедно со Мирослав. Добро утро. Веќе станавме големи другари, си работиме тука во кујната секое утро, нели, на ресторанот Ден и ноќ, и Мирослав ни подготвува на вистина готвачки вратоломии. Што имаме денеска со што ќе ги изненадиме буквално гледачите? Денеска ќе ги изненадиме нашите гледачи со свинско филе во сос од сливи. Свинско филе во сос од сливи. Се Тоа е мисли на суви сливи, така? Апсолутно на суви сливи. Само малце не секојдневно, мешање на солено благи вкусови, али верувајте, Барем сливи имаме на Балканов, колку апсолутно. сакаш. Ете така. Тоа барем наш Што ни е производ. потребно, Мирослав, за овој рецепт? Потребно ни е свинско филе, негдека околу 200 грама за една За една порција, добро. Потребни ни се суви сливи, Неколку стотина грама. неколку стотина грама, без семка да се. Добро. Сланина негдека 100 грама, Добро. печорки, Шампиньони. шампиньони Околу. свежи. Добро. Морам да потенцирам свежи, зашто свежи подготвените се секогаш убави него конзервираните. Така, кромит. Кромит и магданос малку обавезна ќе Добро. ставиме. Ќе Пудер, ставиме шеф пудер, микс. шеф микс, Бибер од котани биберот и наша сол. и наша сол. Дали треба ова да го исечкаме? Ќе го исечеме сега на 2 медалјончиња. Ајде, повели. Ќе оди како медалјони или ќе ги исчукаме Ќе ги малце? счукаме малце. Добро. Ете така, ете. Еве го, чукчето. Така. Квалитетно, повели. Благодарам. Апа, левак си, добро, јас. По инерција давам на... Така. Удри, удри. Да не... Сосот го Сега ставаме тавата да се Така. загрее, за да го спржиме месото и зеленчокот околу него. Маслиново масленце. Маслиново масло обавезно, Без неизбежниот путер. без неизбежниот путер, нормално поубав вкус му дава на самото јадење. Сега малце едно минута, две да се загрее маслото. Само малку ќе ставиме Наша од сол. наша сол, за да не би залепило месото. Така, една мала тајна Сега од Мирослав. оставаме филето да се пржи и може меѓу време да го сецкаме кромидот. Добро. Тоа све се пржи во иста тава за да добие еден хомоген вкус и смеса, за да се почувствува. Еве. Тоа одлично ти Ставаме го правиш. одлично, да.
Значи се додава таму кромидот во месото, Кромидот па сега во месото, печурките. шампиньоната свежа, која сецкаме на листови. Одлично. Ова све ставаме покрај филето, друго свртено од другата страна. Сега ја сецкаме и сланината Така. на така резанци. Мирослав, докаде сме сега со јадењето? Го гледам дека Еве филето веќе се испржи од едната страна, го Коричка свртевме. тоби. Така, Да. сега сливите, така. зеленчуците што ги ставивме претходно веќе се готови. Уште некоја минута, две. Одлично, како тоа Сливите. професионално ги сечкаш сливите. Нема семка внатре, Без така? семка, апсолутно. Да не отиде некој зап, да работат и докториве малку. Така. Сега ќе му дадеме малку Што е тоа што му еспањол додаваш? сос, претходно подготвен. Добро. Сега може меѓу време да се ставиме исто путер да се грее на другата тава за самиот прилог. Фактички во самиот прилог оди варен морков, Така, претходно, карпиол и тоа сега зеленкото веќе е... познатата брокула. брокула. Ете така, може и цело. Ете така, сега Му стави ставиме шеф микс. малку, така, малце и на филето, Лука, шеф микс, веројатно ќе ставиш малку и а пиперче, ова везно црн пипер од котањи и наша сол и малку. наша сол малку. Одлично. При крај да ставиме Макдонос. Свеж Макдонос оди. Апсолутно, Макдоносот секогаш оди на крај, за да не се изгуби неговата состојка што има во него. И нормално побава боја дава на самото јадење. Така. Сега може полека да го сервираме јадењето, Така. пошто веќе е готово. Повели. Ова изгледа на вистина прекрасно. Така, зарзавацот што го ставивме, односно сосот од сови сливи со претходно пржениот кромит, сланина, печурки, оди од оздола. Така. Ето така. И од озгора оди филето. Драги мои, драги мои, дојдовме до уште еден крај на гурманските приказни и нормално до денешното приготвено јадење. Денеска готвевме свинско филе со суви сливи, кажавме зошто се добри сувите сливи, а маестро Мирослав ни го подготви ова феноменално јадење во ресторанот Ден и ноќ. Јас ќе морам да пробам, затоа што
така и доликува на секое добро сготвено јадење. Малку сува слива. Извонредно. Јас ќе продолжам да си јадам, а вие останете ми со здравје и имајте убав ден. Чао!